Добро утро, почитувани гледачи, во утринската програма на Слободен печат. Мој денешен гостин, господинот Бојан Маричич, вице-премиер за европски прашања и кандидат за пратеник. Ова кандидат за пратеник значи дека кампањата продолжувате да ја терате за вториот круг председателски и мислите, че уште победно за парламентарните избори. Се разбира. Слоганот ви е не се откажуваме од Европската унија. Стоите уште на таа позиција? Слоганот е не се откажуваме од еднината и се разбира, ние од нашите политики, од она во што веруваме, не можеме и не треба да се откажеме. Не затоа што не од друга било која причина, туку затоа што сме сигурни дека е тоа најдобро за државата. Она што е нашата главна битка е како граѓаните да препознаат таа европска кауза, Европска унија, како модел за развој на државата, како механизам за промени, како символ за позитивни промени, а не како символ на фрустрации и на разочарување кои што се напластени во изминатиот период. Не ли ја препозна идејата за ЕУ? Вие доволно долго говоревте за перспективата на Македонија, но тие можеби сватија дека и другите партии ја нудат европската перспектива, па некои работи побитни им остана. Дали треба да ги разубедите дека наистина има теми кои што секако доминираат во нашиот јавен дискурс и во дискусијата: борба против корупција, меѓуетничките односи, борба за едно судство, борба за економијата и за животниот стандард, покачување на платите, борба за подобри јавни услуги. Ама тоа е ЕУ. Тоа сакам да кажам, дека ние сето тоа треба да го гледаме како еден процес на пристапување кон Европската унија, а не како нешто што е раздвоено. Затоа што многумина знаат да кажат: па знаете, доста само ЕУ не се мачка на леп, ЕУ не ви врши работа во социјално, ЕУ не ви врши... Не, утре се навршува 20 години од големото проширување на ЕУ во 2004 година, 20 години од како, да речеме, Словенија стана членка на Европската унија. Тоа е сосема друга држава денеска во однос на тоа што била пред 20 години. Значи, кога би се донеле тешки одлуки пред 20 години, ние сега ќе бевме барадари. Јас знам дека за граѓаните многу по-прифатливо, по-убаво да слушнат дека имаме време, дека не треба да брзаме и во ред, тоа е позиција на граѓаните. Меѓутоа, дај да видиме што ќе ни донесе тоа чекање и тоа долговлекување на сите прашања отворени. Не зборувам само за едно прашање, бидејќи ние во она што не чека за реформирање, а нели сите сме согласни дека има многу за реформирање. Овие политички теми кои што доминираат денес ќе бидат минорни во однос на другите работи што ќе мора да ги направиме. И затоа мислам дека загубеното време оди исклучиво на наша штета. Ние, знаете, и 2006 година граѓаните веруваа во преродба. Тогаш ВМРО ни нудеше преродба, ако се сеќавате. Знаеме како заврши таа преродба во 2016 или 2017 година. Сега нудат да ја вратат државата да била повторно наша. Државата е цело време наша. Наша одлука е како ние ќе уредиме, средиме, зошто активната блокада на ВМРО ДПМН во 4 години е добра стратегија за државата и дали треба во наредните 4 години да продолжиме со таа блокада, за уште повеќе да им се допаднеме на граѓаните, тоа е отворено прашање. Јас сум убеден и знам дека граѓаните сакаат во Европската унија. Знам дека се сите разочарани дека ЕУ не била праведна кон нас секогаш и тоа е факт. Ама сепак голем број од граѓаните сакаат да станеме членка. Не е спорно тоа. Покажува дека сакаме да бидеме. Меѓутоа сакаат и да се посветиме на оние механизми што треба да ја направат оваа држава на вистина европска. Да се сериозно избориме со корупцијата, сериозно да се избориме со предизвиците на јавните услуги да бидат по мерка на граѓаните и добри за граѓаните, да се избориме со доминација на било кој национализам и популизам, затоа што национализмот и популизмот кои денес доминираат во реториката на ВМРО ДПМН и ДУИ, нас ни ги изедоа 30 години, ни ги потрошија 30 години. Ние да се занимававме толку стравствено со реформи и со промени, со суштински промени. Денес ке бевме можеби блиску до Словенија, можеби еве како Хрватска, како Бугарија, како Романија, како држави кои што можеби не се идеални, меѓутоа се многу подобри од
од она што биле пред да бидат таму кај што се. Нашите политички битки, партиски битки пак ќе останат, не е тоа спорно. Меѓутоа, јас мислам дека реално нашето загубено време нема кој да ни го врати, затоа што другите нема да го загубат. Гледате, Босна и Херцеговина оди напред. Црна Гора исто така. Србија и Косово е друга приказна, меѓутоа и тие си имаат некој свој пат. Сакате да кажете дека другата политичка опција ќе го потроши времето во нови преговори? Видете, изгубиме време? На кого мислите изгубено време? Зошто? Јас немам дилема дека ВМРО-ДПМН нема да направи никаков исчекор во европските интеграции. И ако ги следите нивните вчерашни изјави, велат тебе да не брзаме, да видиме што ЕУ и планира за нас, што ЕУ планира со овој регион. И тоа е легитимно прашање. Меѓутоа, завчера во Европскиот парламент беше усвоен финансискиот пакет од 6 милиарди за нашиот регион, од кој што Македонија треба да добие 850 милиони евра. И тоа е јасен одговор на тоа што планира ЕУ со нас. Планира да вложува во овој регион за да се развива. Ние тоа треба да го искористиме. Треба да искористиме во наша корист. Треба да работиме за нас, за нашите млади да имаат можности што ние сме ги немале. Јас кога бев студент чекавме во редици за виза за да одиме некаде на конференција. За да било каде се појавиме ни требаше виза. Денеска има многу повеќе можности. И ние борејќи се сами со себе и со нашите стравови, со нашите отворени прашања, мислам дека ги пропуштаме можностите. Јас сум убеден дека ВМРО-ДПМН сака да избега од темата. Уставни измени, Бугарија, и знам дека е непријатна тема и тешка за сите нас. Меѓутоа, исто така мора да понудиме одговор на прашањето како оваа држава натаму ќе се развива. Кој е моделот за развој? Јас сум убеден дека е тоа, дека најдобриот модел за развој е Европската унија. Дека ниту една партија тоа не го оспорува, исто така е точно. Меѓутоа, не е битно само реторички ние да го поддржуваме. И не е битна ЕУ сама за себе, како символ, како поим. Тоа е механизам како ние да станеме подобра држава и подобро општество. Тоа е механизам да ни се олесни животот, да се развие бизнисот, да се решат некои проблеми, и тоа е тежок процес. И јас не велам дека само СДСМ може или има право, но само СДСМ се бори за тоа во моментот. И само СДСМ ја упорно става оваа тема на маса, и мислам дека ако ВМРО-ДПМН и сите други партии имаат искрена желба нешто да направат, паралелно мора да течат и реформите, добрососедските односи и се она што подразбира односи со Европската унија. Затоа што секоја долготрајна блокада на крај завршувала со внатрешни проблеми и конфликти кои што веќе се во најава. Ние сега во кампањата имаме жестока националистичка реторика како никогаш до сега што сме имале. Во последен пат имавме ваква реторика 2016 година, ако се сеќавате. На што мислите конкретно сега? Конкретно мислам на оној активен диалог на кревање на национализмот помеѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ. Во текот на кампањата гледате дека исклучиво тоа се дискутира и исклучиво се креваат чувствата на граѓаните во таа насока. Не е само ДУИ, не би забележал се од надвор гледано понудената рака кон албанската опозиција на ВМРО-ДПМН за правење влада. И таа реторика, тие велат, ние сме најалбанската партија во моментот, бидејќи сме чисти албанци кои што сме гласале за Влен, за ВМРО-ДПМН да не говориме. Ако тие формираат влада, ние ќе добиеме бинационална влада, што значи Македонија ќе влезе во предворието на бинационална држава. Видите, тоа го сакаат граѓаните, мислите? Јас не верувам дека го сакаат тоа граѓаните. Меѓутоа, концептот многу лесно се поигрува со чувствата на граѓаните. Концептот на бинационална или поделеност, меѓуетничка поделеност секогаш бил концепт на ВМРО-ДПМН. Ние секогаш како концепт сме нуделе пограѓански пристап во кој што сите граѓани и сите заедници се еднакви и пристап во кој што нормално се брани и чува достоинството на македонскиот народ. Тоа неминовно и воопшто не треба да се поставува како прашање, да се отвара како прашање. За жал, велам, од бројните прашања отворени, проблеми, па и разочарување што ги имале граѓаните во однос на европските интеграции, однесувањето на дел од функционерите од ДУИ, доаѓаме до ситуација да ние повторно се враќаме 20 години наназад и исцртуваме некои линии меѓу нас, меѓу етничките заедници, кои што ни отвараат некои стари рани кои што
поминале и бевме убедени дека се поминати. Ама гледаме дека и другите политички партии се фатија за национализмот. Еве го знам, Левица, за Дуи веќе говоревме. Значи само СДС остана доследна за мултиетнички соживот, за едно општество за сите така. Левица и ние мора да останеме на тој пат затоа што искрено веруваме во тоа. Затоа што не гледаме друг подобар модел за развој на државата. Тоа било наш концепт и 2002 година на изборите, тоа бил наш концепт и на во најголем дел од избори, зборувам 2002 бидејќи доаѓа веднаш по конфликтот. Меѓутоа и понатаму низ времето секогаш сме инсистирале на тој концепт и јас сум сигурен дека граѓаните тоа ќе го препознаат. Сите грешки и сите недостатоци може да се коригираат. Меѓутоа супстанцата на оваа држава е заштита на демократијата, слободата, заштита на достоинството на македонскиот народ, но и на сите етнички заедници, отвореност на државата за граѓаните без разлика од која етничка и верска припадност доаѓаат и конечно гарантиран правец на државата напред кон европските интеграции. Пак ќе кажам, не заради ЕУ, туку заради нас. Заради тоа што нас ни треба развој, нас ни треба нашите млади и нашите луѓе да не бараат странски пасоши за да живеат подобро, туку со македонскиот пасош да живеат подобро тука. И нас ни треба да оваа држава ја извлечеме од тешката транзиција која што трае веќе 30 години и од која што упорно не убедуваат дека статус квото е подобро и дека ако не смениме ништо ќе ни биде најубаво. Напротив, јас мислам дека таа борба и таа битка се согласувам дека после 7 години на власт не е лесно да изградите кредибилна позиција за некои прашања, меѓутоа сум сигурен дека граѓаните не веруваат дека ВМРО-ДПМН може да поведе борба против корупција, да ги среди сите прашања во државата и затоа мислам дека имаме доволно време до 8 мај да работиме секој ден со секој граѓанин за да имаме една поизбалансирана и подобра слика на 8 мај на изборите, во која што во исто време, тоа веќе повеќе пати е повторено, морам јас да го кажам, дека е сватена и прифатена пораката од граѓаните, дека мора некои работи да се направат поинаку и дека мора и кадровски, и политички, и во однос на поставеноста на некои работи во институциите и во политиката да работиме поинаку и затоа ќе има време и да дискутираме. Кога би можеле повторно, не би ги направили истите грешки? Апсолутно. Знаете што би смениле? Да, јас сум сигурен дека има неколку работи кои што би ги направиле поинаку и би имале поинаков исход во некои процеси, меѓутоа ќе имаме време за да ги дискутираме тие работи за да не мора да ги повториме тие грешки. Тие ќе говорите после изборите. Сега сте навистина у кампања, треба да одите меѓу граѓаните, да ги разубедите или убедите, бидејќи ви имате природно многу поголемо членство од она што го добивте како одзив од нека тоа казна или неразбирање, но еве можеби како партија се упште стоите подобро од гласовите што ги доби вашиот кандидат. И тоа треба да го проверите на терен. Ние секој ден го правиме тоа, комуницираме од најосновните клетки партиски, од местните организации, од локалните штабови, значи уште по конкретно па нагоре до сите можни нивоа на структурата на кампањата. И мислам дека членовите на СДСМ сакаат да го видат и посилен СДСМ, и по-единствен, и по-обединет, и по-достоен на своите политики. И сигурен сум дека таков и ќе го видат на 8 мај. Ние не се бориме само, не е ова гола борба за власт, апсолутно. Ова е борба за одржување на еден силен демократски бедем и затоа не случајно ги кажав. Слобода и демократија, грижа за граѓаните и развој, грижа за стабилни и мирни меѓуетнички односи. Ние да не заборавиме што се случи во периодот кога ВМРО-ДПМН беше на власт. Да не ги отвараме тие рани. Дали сакате да зборуваме за
Диво населје, за сите оние несреќи, Отворете ги. Смилковско езеро. Тоа се тешки рани за нашето општество. И ние едноставно не сакаме никогаш да се повторат тие работи. И затоа мора да сме внимателни во градењето на меѓуетничките односи, и затоа мора партиите да не си играат со чувствата на граѓаните. Ние можеби ја плаќаме и цената што не сакаме да си играме со чувствата на граѓаните во однос на меѓуетничките односи. Најлесно е да се запали таа реторика, веднаш да влеземе во таа игра, но мислам дека голем дел од граѓаните чувствуваат една разум, имаат разум кај себе дека не треба да се влезе во една таква битка. А дека секоја партија мора да се коригира и дека секоја партија мора да ги преиспита своите позиции и ставови согласно овој концепт кој што го градиме, тука се согласувам. Без разлика дали зборуваме за ВМРО, ДПМН, ДУИ или било која друга партија. Господин Маричич, еве не сакам за анализи да говориме, ќе чекам да заврши изборниот процес, па потоа ќе критикуваме, ќе анализираме сите. Но во овој момент, кој ви ги зема гласовите? Некоја друга политичка партија или пак вашите не ви дадоа доверба? Ете, има комбинација од тоа. Ги спомнавте, има многу луѓе кои што не излегле на изборите, има луѓе кои што излегле гласале за друга политичка партија. Ги спомнавте Левица. Беше лично сега. Да, личен кандидат. Ги спомнавте Левица и знам. Не знам која е суштинската разлика помеѓу Левица, знам и ВМРО ДПМН. Јас не можам да ја согледам. Мислам дека ако зборуваме за наследството на АСНОМ и на Народно-ослободителната борба, СДСМ покажа на дело повеќе пати дека ги чува и негува тие позиции. Ние нема прво да се подсетиме во време на ВМРО ДПМН дека беа тие луѓе истерани на улица, Сојузот на борци ги изгубија просториите во домот на армијата. Значи тоа беше третманот на наследниците и на чуварите на наследството на Народно-ослободителната борба. Ние направивме сериозни напори и таа организација да постои и да обстои и да дадеме достојна почит на сите нивни членови и на делото нивно и да ги вградиме нивните наследници во денешната современа приказна. И сите други партии кокетираат и со десниот радикален национализам, а при тоа пакувајќи го во некоја левичарска идеја. И јас мислам дека се тоа процеси кои што ние мора да ги разобличиме. Јас сум сигурен дека ако гледате суштинска разлика меѓу тие три партии нема. Гласот за било која од тие три партии е во суштина глас за ВМРО ДПМН. Тука немам дилема. И нема на тој начин, гласајќи за Левица, знам или ВМРО ДПМН, се наградува ВМРО ДПМН. Може би се казнува и СДСМ, меѓутоа пред се наградува ВМРО ДПМН. Во овој контекст, кога веќе говорите, но овие партии веќе говорат за создавање владина коалиција, има разни коментари околу тоа. Како мислите дека ќе функционираат овие сите лево-десничарски ситуации, меѓуетнички односи во таа влада, ќе постојат, нема да функционираат? Имаше некои ултиматуми? Или кои ќе влезат и сите во влада ќе замолчат? Јас мислам дека таа коалиција горе-долу во некоја напредна фаза на разговори и договори. Сите од нив имаат некакви услови, дел се лични, дел се достапни на јавноста. И јас мислам дека, како што кажав, тоа е еден природен тек на работите. Немам дилеми дека таа структура, таа групација, на знам всушност е од самиот старт создадена за да направи коалиција со ВМРО ДПМН, бидејќи така беше јавно кажано, нели, од нивниот лидер, дека нема да коалицираат со СДСМ, нема да коалицираат со ДУИ, значи ќе коалицираат со ВМРО ДПМН. Само не го кажа до крај така, инаку немам дилеми дека е тоа цел. И затоа велам дека ако некој сака да го поддржи ВМРО ДПМН, не му треба ни Левица, не знам, ќе се гласа директно за ВМРО ДПМН. Велите се додаваат на ВМРО ДПМН, но еден силен ВМРО ДПМН тоеш каков однос би имал со
помалите партии кои што би ги ставил формално. Тоа е прашање за нив. Секоја А не и за партија, граѓаните, вие секоја тоа треба партија да ќе си ја заземе својата улога. Нашата улога е да се бориме за оние принципи во кои што веруваме, за кои што сме се бореле и од како власти, како опозиција. И ние немаме дилеми за тоа. Ние мора да сватиме дека националистичкото цунами што го најавуваат, иако цунами нема со оваа бројка на гласови, не е тоа некое цунами, меѓутоа тоа цунами ќе ја однесе нашава држава 20 години назад. Јас не гледам зошто некој гледа во тоа некаква среќа или задоволство. Тоа може да трае ден-два, таа среќа, после тоа ќе се разбудиме како после некоја голема забава. Нашата улога, и затоа велам, сите граѓани кои што веруваат и во АСНОМ, и во НОБ, и во наследството на илинденците, и во нашиот, зборам како континуитет, и во нашата државност 90-та година, она што темелите што ги ставил Киро Глигоров и сите уставотворци од 90-та и 91-ва година, па до ден денес, членството во НАТО, отварањето на преговорите со Европска унија, ние тоа го гледаме како еден континуитет. Исто како што Словенија или Хрватска не се откажаа од своите корени, антифашистички корени од Втората светска војна кога влегува во Европска унија. Не се откажуваме ни ние. Напротив, мислам дека ние сме единствени кои што ја прават таа врска, таа релација меѓу нашите антифашистички корени од Втората светска војна, нашето осамостојување од Југославија во 91 година и нашето зачленување во НАТО и Европската унија како конечно етаблирање на Македонија во независна држава која што има правец кон развиениот свет. Сега се наметнува прашањето дали вашата мала излезност за претседателскиот кандидат ќе ве натера да го бойкотирате вториот круг на претседателски избори. Дали навистина се подготвувате за тоа? Апсолутно не. Тоа повеќе пати беше кажано и од претседателот Ковачевски, и од претседателот Пендаровски, и од сите други, дека во вториот круг почнуваат да се бројат гласовите од нула, од почеток, и знаеме дека вториот круг секогаш дава потенцијал за крејање на гласовите. Се обраќаме на сите граѓани, се обраќаме на секој човек, важни ни се претседателските избори и ги повикуваме сите да гласаат за Стево Пендаровски, за број 1, но исто така, уште побитно е парламентарните избори да имаме една силна СДСМ во парламентот, која што ќе оди на што поголем број на пратеници, затоа што имаме сериозни политики за бранење, имаме сериозни елементи во нашата програма кои што сакаме да ги, еве на пример, ќе спомнам оној енергетски пакет за секој граѓанин, секое семејство, да се трансформира енергетскиот систем и секој граѓанин да стане акционер. Ние тоа планираме да го предложиме во секој случај, без разлика дали ќе бидеме дел од владата или не, и во парламентот ќе го предложиме тој закон. Па да видиме кој е за, кој е против и зошто. Прашањето на ветинг, да речеме. Дајте да го дефинираме. И веќе имаме некои црти на дефинирање, да го додефинираме, ќе го предложиме во собранието. Ќе се бориме за тие работи. Затоа мислам дека е битно да има едно здраво граѓанско прогресивно ткиво олицетворено во коалицијата за европски иднина, каде што се и СДСМ, и ЛДП, и НСДП, и другите, сега да не ги бројам сите, и ВМРО Народна партија, и Турската партија и така натаму. Бидејќи ги споменавте овие партии на останатите етнички заедници, бидејќи само такви има кај вас и во ДУИ, бидејќи во последно време и тој се ангажираше да стане на некој начин мултиетнички, но нема македонци. Дали овие ваши коалицијски партнери може да направат повеќе, да го повикаат своето гласачко членство за да помогне во изборот и за председател и на парламентарните избори, бидејќи актуелниот председател Стево Пендаровски отсекогаш пледирал да биде председател на сите граѓани без разлика на етничката припадност. На албанците не знам дали може да сметате, бидејќи тие мисля че не отидува во друга крајност, имаат некој своја реакција на ова што се случува. Видете, иако е голем контингент од 200.000 гласа, кој што овој пат изостана
се разбира, бидејќи имаше многу кандидати. Меѓутоа, во вториот круг има двајца кандидати. И секој граѓанин што ќе дојде, ако зборуваме за претседателските избори, и секој граѓанин кој што ќе дојде на гласачкото место и ќе добие ливче за претседателските избори, ќе има избор меѓу двајца кандидати. Јас сум убеден дека најголем дел од граѓаните ќе го поддржат Стево Пендаровски. Не само од овие причини, меѓутоа и од овие причини, затоа што секогаш инсистирал да биде кандидат на сите и да биде претседател на сите, како што беше во неговиот прв мандат. Така што затоа и самиот вели, и ние велиме дека гласовите се бројат од почеток. И сме имале случаи во минатото кај што имало пресврти, но да оставиме да кажат граѓаните, секој глас исто се важи, секој глас е вреден и секој глас треба да се уважи. И за тоа немаме дилеми. Јас сум убеден дека во тој случај кај што имате двајца кандидати, секој ќе си на второто ливче за парламентарните избори, секој ќе си ги поддржи партиите што мисли дека треба да ги поддржи, меѓутоа за претседателските има само двајца кандидати и ќе мора да се одлучи меѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Довкова. Ние, како што кажувам, се бориме за еден честен резултат кој што ќе ни даде добра основа да продолжиме да се бориме за нашите политики и нашите принципи во кои веруваме. Секако со анализа спремни сме да разговараме и за тоа кои политики треба да се преиспитаат или разгледаат повторно или модификуваат согласно анализите што ќе ги правиме по изборите. Меѓутоа не може да ни биде најголема надеж за иднина националистичко и популистичко цунами што ни го нуди ВМРО-ДПМН и да се радуваме како општество и држава на тоа. Ние од СДСМ со тоа не се согласуваме и мислам дека треба вреди за тоа да се бориме. Нема зошто да не се бориме, бидејќи секогаш сме се бореле за да бидеме беден против национализмот и популизмот, кој што ќе кажам ги потроши минатите 30 години и сака да ги потроши наредните 30. И само уште нешто на крај, говорите против национализмите, некако на крајот од вториот круг и во оваа кампања за претседателските избори почнате да говорите за некои аномалии во ДУИ. И пред тоа бевте свесни дека има таков феномен, но се чини останавте не толку критични како сега што го правите тоа. Прво, јас би сакал да кажам, нам ни е жал што немаме прилика во кампањата да разговараме за суштински теми. И разбирам зошто ВМРО-ДПМН и знам одлучија да разговараме повеќе за други теми, по-политички, по-општи, затоа што немаат одговор зошто блокираа, например, еден сет на закони, пакети на помош за граѓаните, кои што ги истуркав. Зошто беше проблем вложивме големи напори за цената на струјата да не надмине некој лимит. 80% од таа струја сме ја субвенционирале како држава. Зошто што би коментирале за покачените плати од 60% во некои сектори, за дуплираната минимална плата и преку дуплираната, за просечната плата од 700 евра. Значи тие теми вешто ги избегна ВМРО-ДПМН и ги избегнува во кампањата, за да се занимава само со темите кои предизвикуваат чувства кај граѓаните, а без да разговараме разумно за тоа што е постигнато во 7 години, а постигнато е многу, и без да се насочиме на тоа кои се грешките и како да ги исправиме во наредниот 4-годишен период. Како да направиме судство и обвинителство што вистина ќе работа тоа што им е работа, како да направиме еден систем на покачување на пензиите без да зависат од волјата на било кој политичар. Тоа што ние го воспоставивме со два пати годишно покачување на пензиите, едноставно не им одговара таа дискусија на ВМРО-ДПМН. Затоа што не можат ништо да кажат против неспорните резултати во овие 7 години, а не можат ништо да понудат подобро за наредните 4 години, знаејќи како се поставени работите. И зошто сега поотворено го критикуваме? Затоа што нормално е во кампања да се согласувам дека требало можеби порано некои работи да ги отвориме и да ги дискутираме и мислам дека и делумно сме ги правеле, веројатно не доволно отворено и не доволно конкретно, но пак ќе речам, ако идејата е да се гради некаков европски фронт и европски блок, тој не може да се базира на национализам. Не може да се базира на
повици од минатото, не може да се базира на арогантен пристап во кампањата, не. Тоа не е концепт на СДСМ и затоа не може да го поддржиме. И затоа го кажувам. За крај наметнавте една тема, како рековте, тие наметна теми на разговор во јавноста, што не им одговараше да зборат за тоа што сте направиле, туку за она што не сте го направиле, но некако не успеавте, дали не ви помогнаа медиумите, или не се снајдовте многу медиумски, тоа што сте го направиле да го презентирате, па тие да ги наметнаа темите кои доминираа во јавниот дискурс. Видете, ние никогаш не ни помагале медиумите, никако власт, никако опозиција, и тоа е во еден слободно општество и слободен контекст така. Меѓутоа, прашањето е зошто некои медиуми може би помагале на ВМРО да се наметнат овие теми. Јас мислам дека во суштина битката е за статус квото. Кој да го одржи статус квото. Ние сакаме на вистина да менуваме многу работи, иако велам во овие 7 години многу работи се променети, но многу работи се уште на незадоволително ниво и граѓаните се незадоволни, тоа е факт. Но наместо да се занимаваме со прашања кои што само ќе ни го трошат времето, а нема да ни донесат ништо добро, ќе беше многу подобро да ги наметнавме овие теми како да обезбедиме и добри јавни услуги, повисоки плати, подобар животен стандард, подобро здравство и образование. Тоа е на тоа всушност сакаат одговор граѓаните. А бидејќи за жал кампањата не се дискутира или не се случува околу тоа, туку се случува околу нешто друго, на крајот мора да сите дојдеме на тој терен на национализмот или наспроти граѓанскиот концепт и концептот на Европа. Ние мислиме дека има доволно време до крајот на кампањата да се отворат и тие прашања, да се разговара. Гледате, не има претерано многу дуели нешто по медиумите, кај што би се разговарало за политиките. Дали било кој слушнал што планира да направи ВМРО ДПМН во енергетиката, во образованието? Не. Само зборуваат за национализам и тоа веројатно најдобро ги знаат да го прават. Бојан Маричич, благодарам што сте гостин во утинската програма на Слободен печат. Ви посакувам успешна кампања и успешни фер демократски избори. Благодарам многу на поканата. Продолжуваме понатаму, почитувани гледачи.